одиме покрај езерото Комо додека не стигнеме на границата со Швајцарија, поминеме 3 премини планински, алпски и потоа ќе се поврземе кон Ливињо. Тоа е планот. Добре дојдовте во ново видео. Купивме едно дете, купивме се за да имаме за наредните 7 дена и за денеска Суши за мама. ова чили кон карне ќе го мешаме кога ќе немаме гулаш. Кукарки. За вечер кога ќе го гледаме видеото сите заедно. Што ќе правиш со оваа вага? Ќе правиме со мама лачињата. И ќе мерите? Вино нобле. Добро јадење за 7 дена начијаме од паста до лосос, до бургери од чисто јунешко месо, вино, хемикали и многу други работи, потрошиме околу 110 евра. Купивме круасани, одиме да земеме кафе и да тргнеме на пат према северната точка на езерото Комо, каде што ќе возиме денес. Ајде да видиме колку е кафе. Евро и пол, значи за американ. Па тоа е иста цена како и во Македонија скоро. И овдека бар добива стално добро кафе. Како може во Италија кафе да биде поевтино него во Македонија? Ако имате сознание, кажете ми. Круасаните во Lidl за мене се најдобри. 49 центи. Полни се со што и да сакаш да земеш. Во Скопје колку се круасани? По 2-3 евра. Кај не можеш да најдеш круасани? Тоа е проблемот, не можеш да најдеш. Почнуваме да се качуваме повторно на кај Алпите, овој пат на јужните Алпи кои се на граница Италија со Швајцарија. Ни остана уште овие Алпи да ги видиме и после ова официјално ја имаме цела алпска мапа прошетано и видено. Тоа нека така. Да, бевме пред неколку години Германија. Да, онаа што е Алпенштрасе имавме позадно од целата. Да, само Словенија. Словенија сме ги поминале неколку пати вака. Да. Ама овој пат баш ги поминавме со премини. Еден проблем само, сакаме да го возиме преминот Стелвио, но тој е затворен на почеток на ноември, така да немаме среќа за тој. Сега овдека сакаме да го возиме преминот Фуркола. На Google ни пишува дека е затворен, но на вебсајтот пишува дека затвара крај на ноември. Така да се надеваме на тоа што го пишува на официјалниот сајт. Не можам да ви го покажам, но целиот е како змија навртена. Стигнавме до еден глечар, дека возиме низ Бернина пас во Швајцарија. Моментално сме на 2000 и кусур метри надморска височина. Возевме доста, само што го поминавме Ливињо. Го видовте погледот што го имаме во моментов е страшно фантастичен. Многу е ладно, моментално е некои си 2 степена, значи очекуваме утрово да дојде до тоест ноќва до -5. Така пишува. Сега ќе се прошетаме малце надвор. Гледате колку гужва има. Ова е патот што води према Швајцарија и дознавме дека сите овие возила што се тука одат да работат во Швајцарија. Значи буквално Швајцарија е преполна со италијанска работна сила, ефтина работна сила, наводници ставам, и со тоа ја уништуваат економијата во италијанските кантони. Е, нивен проблем, се не може да ги мислам. Се спремаме сега за ручек. Ова ни е ручекот. Многу сме гладни, цел ден возевме и сега на брзина ќе направам како се вика? Мусака. Да, мусака ќе направам со компири и имам мелено месо више испржено. Каде видите колку е пун фрижидерот. Денеска бевме во Lidl и после Lidl сме секогаш хаос со работи. Овој пат ќе ставам компири од оздола, вака, со малце маслиново и зачини. Ајде да видиме. Добро. Компирите се скоро готови. Сега ќе направам едно јајце со малце павлака. На ова ќе ставам од озгора месото. Веќе имам од сабајле испржив, затоа што ми беше страв дека ќе се расипа ако не направам денеска. Од озгора пак компири. Малце ќе ги пржам, малце ќе пуштам пекачот и после кога е до крај ќе ставам павлака со јајца. Ете, готово. Пак малце зачини, сол, бибер, еве ова нешто од Турција што земавме лани. Измешам едно јајце со павлака. Сега мали брат ќе биде среќен дека може малце да јаде јогурче или павлака, нешто такво, нешто многу сака. Сол. Ќе ставам од озгора на компирите. Ќе можеше уште една ваква, ама нема везе. Само за вкусот. Еве ги. Сега. Hello. Смрзнавте? Јас се заледив. Раце не осеќам едната. Да, ладно, овој не знам што прави. Марк, ракавици кај ти зе? Гледај ги го мене.
Много е ладно. Моментално сигурно околу 0, околу 0 степени има. Аз ти беше? Да. Не знам колко има, гледай, раце ме боли. Ама имаш ли по-дебела јакна? Не тука, раката, ова дланките, да хендс. Добро. Значи, јадењето, уште 5 минути ќе биде готово. Што ќе даме? Мусака. А што ќе пиеме? Пиво, затоа што ми треба простор во фриџидер. Значи не црно вино, а? Не, треба. Добро утро од замрзнато ливињо. Ова е се мраз, замрзната кондензација. Однатре. Однатре, да. И морам прва тука да уклучам. Уште една имаме. Ова е едно од најстарите. Уште има. Уште 3 има, гледајте таму. Стелвио е еден од највисоките премини во Италија. Поврзува Италијаните со Швајцарија преку еден тунел кој е многу краток, а чини 25 евра. Тој нема да го возиме денеска, бидејќи нема потреба да ги даваме тие пари и не одиме на кај Швајцарија, него ќе се спуштаме према Болзано и Доломитите. Не знали се гледа, но тоа горе е пат. Е вака изгледа. Ова беше многу стрмно. Да. Колку сме високо сега? Сега сме 2717. А одиме уште нагоре. 2760 метри надморска височина, има гондола тука што почнува, каде што сме паркирани. Оди натаму 3450 метри надморска височина. Тоа таму граница со Швајцарија. Уши веќе ме експлодираат, мислам дека. Не сум бил волку високо некое време. Не знам натаму само што има. Изгледа тоа се ски терени. Повторно снег. Малце прљав тука, ама Не, ова е мраз. Искрено ова е мраз. Кој? И тоа не се крши. Не се крши, значи. Кој? Не се крши. не од таму бе, ќе те боли газот, од друга, од мазната. Што готвевте? Пиле готвиш. Риба јадеме. Пиле. Направив салата со булгур. Не ми се Пиле свиѓа. пржеше. Со булгур, многу лимон, соја сос, кромиче, како се викат микс летус, микс зелени работи. Убави парчиња лосос искочи. Ти намириса? Само што тргнавме да возиме од местото кај што преспавме и неку стигнавме во Доломитите, над Доломитите. И ова утро мали брат какаше. Станав, го земав тоалетот, го ставив надвор за да не смрди внатре, одма да се среди тоа и кога тргнав го заборавив дека е надвор. А точно е помеѓу двете гуми. И кога тргнавме, нешто направи крц, но скроз заборавивме. И вика, што имаш? Камера над кам? Не бе, ништо нема, ништо нема. Ајде, цепај. А сега се враќам од кога ни текна да видам во која ситуација. Ете го таму, ама пепел направено. Значи мали брат остана без тоалетца. Треба му бараме чаре. Но мислам дека имам иста кутија за мои работи во гаража. А да, заборив. Добре дојдовте на Доломитите. Сега тука ни е јадењето, доручаме овие такви. Ти сакаш да до кетчап? Не е здраво. Деца, тие што гледате, да знаете дека кетчап не е здраво да се јаде многу. Пред да стигнеме на Доломити, да ставиме дизел, бидејќи очекувам да има лудо возење. 80 ново отиде за бензин и време е да почнеме да ги возиме Доломитите, кои се нашиот последен маркиран дел за посета оваа турнеја. На мајка ти се јаде пак. Што ти се јаде? Не знам, све ми се јаде. Моментално сакам чорба, сакам пача, сакам сендвич, сакам све. Не знам што е ова. Не сме биле такво нешто, не сме слушнало такво нешто. Чорба, кебапчиња, гравче, ракија, туршија. Тавче, гравче, да. Значи се враќаме назад влагаме во Македонија и нарачуваме за ручек сета. Сигурно. Бамба! Така да ако слушате, очекувајте нарачка само што ќе влеземе во Македонија. Што ќе нарачеш ти прво? Што сакаш од Македонија? Сладолед! Ау.
Во Италија си ти сладолед, у Македонија бараш да јадеш. Гледай, таму се Доломитите. Таму одиме сега. Закачување се тие. Овој пат искрено не би го возел од мај до октомври, бидејќи има место само за едно возило. Преубаво е, но кој ли знае што се случува овдека во сезона, колку коли има, какви гужви. Треба цел ден да поминеме 3 километри, мислам дека. Искрено ви кажам, со кампер не се доаѓа овдека тој период. Моментално сме после таа иконската црква што е на Доломити, кој ќе пишете пред Доломити. Не ја посетивме, не стигнавме. Паркингот не го најдовме од првиот, продолживме нагоре и реков мајке ќе планинариме тука, а тука паркингот само за планинарење преку ден е 16 евра. Ако сакате да преноките тука е 40 евра. Оган скап, но тоа е што е. Сега ќе одиме нагоре да видиме дали е бар планинарската патека убава. Смрзната смола. Еве го погледот што не пречека. Имаме клупа да одмориме. Еве го number 1 планинарот од Македонија и Унгарија. Се спрема ручек, брз планинарски. Сумори? Да. Ајде, хајкер, на здравје чај и да фатиме да одиме, бидејќи мораме да најме место за спиење. Овдека, во сезона, кој ли знае што се случува? По патека наоѓаме се уште ѓубре, паркингот е огромен и замислите да доаѓате тука у летно време, патиштата се супер тесни и треба да чекаш ретука да се сликаш со ова. Најдобро патување, ноември. Хајде, клаймбинг. Најсрекно е кога мора вакво патешта да иде. Ајде, да се сликаме. Дури има малце бој, есенски. Таков е Марк. Кога е уморен. Гледате оваа патека, позади нас што се случува. Замисли дека тука летно време имаш глутница од луѓе. Диско. Тарам, ете го комбе. Мора да застанам, да сликнам на брзинка една многу позната црква што сигурно сите од вас ја имаат видено и е едно од најфотографираните места во цела Италија. И е заклучено, ќе сотрам. Дури направиле место да се качиш за да фотографираш. Овдека не знаете што се случува секое утро за фотографирање. Во сезона претежно, мода и сега имаме преува и бој. Решиме дека нема да возиме повеќе, најдовме брзо место, 12 евра мислам дека пишува од вечер. Не сакаме да возиме кога е ноќ, поготово по овие тесни алпски патчиња е многу ризично, многу тесно. Едноставно не ќе да возиме на вечер, а и уморни сме. Планинаравме 6 км заедно сега со Марк, возевме малку са бајлето, така да мислам дека е време да одмориме. Ајде, што пишува? Ова е се мраз тука. Спремен си за лего? Да! Вика, ако не платиш казна. Па ако не дојдеш да ти платам, како ќе ти платам? Морам да ви го покажам како изгледа ова романтично вечерче тука. Чекај, се спали нешто. Видете го ова, карфиолче, оривче, копанчиња. Многу сум срекна, Марко обожава карфиол и затоа ставив, иначе обично не ставам карфиол. Винце, салата, стара мусака, лего. Свеќа. Како работи Маркот са бајле? Што правиш, Марк? Што работам? Местиш кревет? Место. Опа. Опа, опа. Денеска многу е ладна. Мумија, мама. А ако земе големиот кревет. Готово е?
Цело стакло ни е замрзнато однатре. Кондензацијата е замрзната. Holy moly. Сварно холни моли. Еве го нашето утро. Ова е доле се мраз. Нашето место е кампер стоп. Не е ништо посебно, јасно е. Леле, кочане луѓе, кочат. Но во овој регион, вакво паркинг место на други места поблиску до тие добрите места за планинарење е по 40 до 50 евра. Кампинг е сега затворен, но кога е отворен, 80, 80, 90 евра. Така да планинариш цел ден и онака не можеш ништо да правиш во камп зашто е ладно, се враќаш, паркираш комбето, си готвиш и си бркаш работа, си спиеш. Нема потреба за кампер. Ова имавме среќа што го немавме е во друго градче каде што нема нешто атрактивно, на 5 километри буквално од таа црквичката, 12 евра. Така да, супер. Кој имам раз доле, не можам да отворам повеќе. Сега ќе мисла дали ни е ладно навечер, кажи. Не ни е надло ич. Не ни е ладно ич. Не, ние ладно ич. Внатре ни е бања. Бања, само ова нормално прозорите кај што се има кондензација, таа замрзнува бидејќи од надвор е ладно. Внатре ни е бања. Ја на пример, само кога ќе спием. Како пазарење сме направиле? Ова вино моментално е 6,5 евра од 14. О, Риоха! Не знам што е тоа. Знаеш што е? Да. Имаме рипче за денеска. Ном. За Марк повторно. Но! Колач. Чоколад? Компирчиња. Марк, чекај. Млеко за мајката, зашто сака да пием. Знаете, зато вакви мали работи го сакам маж ми. Затоа што цело време ме мисли и нешто пола литро млеко ми купи. Затоа што знае дека јас сакам лекција во Нескафе со млеко и не му кажа. Ама памти дека нема млеко и вака не сакам кафе и ми купи млеко. Лепчиња, јадеме хот догс. Дебрецен, аус Дебрецен. Унгарски. Унгарски. Додов у австрийски дел германски да земеме унгарски колбасици. А внатре имаш унгарка една. Тоа Да, Марк вика, маđар. работник или? Не. Не. Ево, ова беше, купи едно, земи две, по 2 евра едно. Каде се за тука да појави Марк? И за Марк мандарина. Ајде да враќаме.